Живко Митревски не се откажува од функцијата прв човек на Сојузот на синдикати на Македонија. Тој повторно свика пресконференција на која обвинува дека актуелниот лидер Слободан Трендафилов бил нелегитимно избран со фалсификат документи. Според Митревски, Трендафилов не бил председател на грански синдикат и со тоа не можел да биде на оваа функција. Митревски тврди дека кога се заминал од функцијата оставил на сметката на синдикатот над 600.000 евра, за кои вели било нејасно каде завршиле сега. Бара владата да ги прекине преговорите со Трендафилов во рамки на економско-социјалниот совет, оти тој не бил легитимен председател и одлуките немало да бидат важечки. По мојата промена, на сметките на Сојуз на синдикати на Македонија беа оставени некаде над 650.000 евра. Во моментот, едно од предпријатијата кој е во рамките на ССМ не може да исплаќа плати, не може да нормално да екзистира, па се поставува прашањето каде се одлеани сите тие средства. Најновите сознанија кои ги добивме во однос на нелегитимноста на Слободан Трендафилов, повторно се потврдува тезата дека истиот фалсификувал документи во смисла на тоа што лажно се представувал како лице овластено за представување и застапување. Актуелниот председател на Сојузот на синдикати на Македонија Слободан Трендафилов само со кус коментар на обвинувањата на Митревски кој не е на оваа функција речиси 9 години. Денеска работниците се поважни од Живко. Инаку синдикалните превирања се случуваат во моменти кога се преговара за висината на минималецот кој треба да се исплаќа од април. Според Митревски, Трендафилов сгрешил кога ја потпишал методологијата за пресметка на минималната плата, со која таа сега треба да порасне за само 1.800 денари. ССМ сега бара минималецот да биде 30.000 денари, односно зголемување за речиси 8.000 денари, а придонесите за разликата од она што го предвидува законот и она што го бара синдикатот да биде субвенционирана од владата. Владата засега е на став дека остава да се договорат синдикатот и работодавачите, а дека не е во можност да субвенционира придонеси. Она што се знае дека диалогот треба да продолжи на економско-социјалниот совет по формирање на комисијата која ќе утврди репрезентативноста на синдикатот.